Неодамна освежените и префарбани столчиња во црвено-жолтата национална боја на трибините на градскиот стадион во Штип не идоа на симпатика љубителите на фудбалот во Штип. Не така удобно трибините беа со грда бетонска подлога, без никакви услови и удобности за посетителите на градски и беа причина за игнорирање и непосетување на фудбалските надпревари. Сега, кога беа инсталирани столчињата и кога трибините почеа да нудат услови, некој се дрзна да ги нагрдува и уништува. Значи, колку да се труди јавното претпријатие ИСАР и општина Штип да прави добри дела во општината. До сега направивме безброј проекти. Ја препородивме општината, несовесни граѓани, вандалисти, луѓе кои што немаат ништо човечко во нив, луѓе кои што не го сакаат убавото, уништуваат. Во изминатата ноќ се ишарани и уништени неколку столчиња овде на градскиот стадион во Штип. Се со цел бидејќи ја сакаат плаво, белата боја, бојата на Бергалница. Бојата на Бергалница никој нема да ја земе, сите сме за плаво-белите. Меѓутоа, овој стадион е во собственост на општина Штип и не е само на Бергалница. На овој стадион ќе се играат и други надпревари, на овој стадион ќе играат и други фудбалски клубови, ќе играат омладинци. Значи, овој стадион е на општината, овој стадион е на Република Македонија, а бојата на Република Македонија е црвено-жолта и така да столчињата ќе останат изфарбани црвено-жолти. Ние денес организиравме, веднаш после нив случајот го пријавивме во полиција. Веќе ги знаеме сторителите, се видени. Ги знаеме сторителите, полицијата ќе си ја спроведе својата истрага. Па има поставен и видеонадзор овде на самиот градски стадион, а и самиот чувар кој што е овде обезбедување, случајот го пријавил и ги видел, ги познал кои се. Претходно доваѓали на првиот обид бил неуспешен, вториот обид, значи ги бил успешен. Со брзата интервенција на повеќето ангажирани лица, столчињата се враќаа во првичната состојба, а со цел спремни офарбани да ги пречекат навивачите за денешниот надпревар.